секако дека тој што изневерува 100% тој е одговорен за неверството. Меѓутоа, кога се збори за долгите врски и за партнерствата, јас како семеен терапевт зборам, јас иначе секојдневно работам со неверството, односно ова е една многу честа тематика која што да речам секојдневно ми е у терапискиот кабинет, така што ние често знаеме како терапевти да се насочиме кон разгледување на бракот пред неверството, односно многу често за да дојде до неверство преходела некаква криза во бракот, некакво дистанцирање, што значи одговорноста за нарушеноста на бракот секако, значи ова не сакам да звучи како оправдание и охрабрување за неверство во ниеден случај, меѓутоа многу често во терапискиот процес после разгледување на неверството се насочуваме на тоа што се случувало. И дури, можно интересно може да ви биде, што партнерите кои што се изневерени имаат чувство на вина и самите кажуваат јас допринесов до ова. Сериозно? Значи тој што е изневерен и он е виновен? Да, со тоа што, например, речениците може да бидат не дадов внимание, бев многу критична или бев одсутна или заглаве. Ама секако, основно, значи, сакам да, затоа и нагласив дека е мощна комплексна тема, мощен сложен феномен во кој што изневерените знаат да видат, а пак нагласувам, 100% е одговорен тој кој што го прави актот. И уште еден факт кој што можеби ќе ве зачуди, затоа што гледам дека не сте пропростување, покрај тоа што точно неверството може да биде капислата да се разруши бракот и све црешата на крајот, но исто така морам да ви кажам дека јас сведочам неверства кои што може ги спасиле браковите. Од оваа другава што била, третиот човек го спасил бракот на овие двајцава. Значи сакам да кажам, тој наручек треба го носи. Сакам да кажам, има сакам ова морам да се дообјаснам за да не бидам погрешно интерпретиран, односно неверството кое што е откриено секако или е признаено, може да доведува во секако до криза во партнерството и во бракот, криза и тоа сериозна, со анксиозност, со депресивност, со афектирани семејства, со симптоми на посттравматско стресно расстройство во некој случај, и кој што ги вади на виделина сите незадоволства што преходно биле преќутени, работи кои што не биле искажани, енергија која што била спласната, угасениот еротицизам, што значи дека некогаш се случува да после неверство настане простување, тука има и tekako работа и тераписка и меѓусебна партнерска, меѓутоа партнерите да многу добијат нов квалитет на бракот, нов квалитет на врската, да им се зголеми еротицизмот, па кажувам. Застани. Вака, кога почна да збориш, испаѓа, изневерувајте да видите да ви се подобри врската. Не. Значи да не го препорачувам. Дај да запреме тука. Да.